Трета истрага. Актор. Се отвара поради основано сомнение дека е сторено кривично дело во постапка за јавна набавка за избор на најповолен понудувач за градење на автопатот Демир Капија Смоквица. Дополнително, оваа истрага се отвара и поради основано сомнение за перење на пари кои фирмата, добитник на тендерот, ги добила со злоупотреба во постапката за јавна набавка. Имено, постои основано сомнение дека во 2012 година, во периодот кога се разгледувале и оценувале понудите на тендерот за градење на автопатот Демир Капија Смоквица, првоосомничениот, како претседател на владата на Република Македонија, со цел во постапка на јавна набавка за избор на понудувач кој што ќе го гради наведениот автопат, да не биде избран понудувач од Република Италија, кој е правно лице според првоосомничениот во Република Македонија го представувало комуњар, кој нешто воопшто не му се допаѓа и повеќе му се допаѓале они од југ, искористувајќи го своето влијание, со умисла извршил поттикнување врз второосомничениот, тогашен министер за транспорт и врски, кој го прифатил налогот и истиот ги поттикнал осомничените службени лица од Министерството за транспорт и врски да ги искористат своите службени овластувања како членови на евалуационата комисија со право на глас, одговорни за спроведување на евалуација и оцена на доставените понуди за проектот изградба на нова автопатска делница Демир Капија Смоквица како дел од паневропскиот коридор 10 и во изборот за најповолен понудувач да го фаворизираат правното лице Актор од Грција. Ова според доказите и било реализирано, со што му овозможиле на правното лице Актор да прибави значителна противправна имотна корист во износ од 7.811.593 евра. Конкретно, постои основано сомнение дека во текот на постапката за спроведување на евалуација и оценка на доставените понуди, по отварање на понудите, првоосомничениот остварил телефонска комуникација со второосомничениот и откако второосомничениот му кажал дека италијаните се најефтини, побарал да се најде начин тендерот за автопатот да не го добијат италијаните поради, како што тој се изразува, лошата комбинација што комуњарите се во игра, па второосомничениот, како министер за транспорт и врски, ги повикал во својот кабинет осомничените членови на комисијата со цел да го фаворизираат понудувачот Актор од Грција. Истите, иако биле свесни дека понудувачот Актор, согласно доставената тендерска документација и според член 16 од огласот за добување на договор за јавна набавка, не го задоволува критериумот, односно условот, да понудувачот има еден завршен проект од 250 милиони евра во патниот сектор или еден проект чија што реализација заклучно со 31 декември 2011 година е 60% завршена и при тоа износот на реализираното да не биде помало од 250 милиони евра, а поради кој услов и ја отфрлиле поевтината понуда на ТОТО од Република Италија, се согласиле со барањето на второосомничениот, пошто го злоупотребиле институтот на мнозинско одлучување и дале 3 позитивни мислења во табелите за евалуација и искористувајќи својата службена положба и овластување, ја избрале понудата на отправното лице Актор, со што му овозможиле на правното лице Актор да прибави значителна имотна корист која што беше наведена на почетокот на излагањето за оваа истрага, иако оваа правно лице не ги задоволува техничките критериуми. Меѓутоа, ова е само почетокот на криминалните дејствија за кои постои основано сомнение дека се извршени. Ова кривичното право го познава како предикатно дело на кривичното дело перење на пари. Тоест, ова е само претходно дело, од кое противправната имотна корист е предмет на понатамошна истрага, која што сега ќе ви ја презентирам. Имено, постои основано сомнение дека во временскиот период од 2012
Од 2016 година, со повеќе действија, со искористување на ист траен однос и исти прилики, непосредно по добивање на тендерот и по започнување со градежните активности во Република Македонија, кој што ги презема Актор АДТ подружница Скопје, формирана од осомниченото правно лице Актор од Грција, со намера да ја скрие целокупната добивка на осомниченото правно лице, која има третман на принос од казниво дело, бидејќи паричните средства потекнуваат од незаконито добиениот тендер со кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Шесто осомничениот, како одговорно лице на подружницата, формирал група која се занимава со перење на пари и пуштање во промет на пари кои се прибавени со казниво дело. За таа цел ги поврзал во заедничко делување останатите 5 осомничени, па сите, действувајќи заедно како членови на група што се занимава со перење на пари, од лични, лукративни поводи, со цел прикривање на трагата на парите кои што се исплаќани на сметките на Актор, подружница Скопје, од незаконски добиениот тендер, пуштале во промет пари за кои што знаеле дека потекнуваат од кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Ова на начин што шесто осомничениот како одговорно лице, односно управител на Актор АДТ подружница Скопје, договорил трајна деловна соработка во вид на договор за подизведувачки работи со осомничените одговорни лица како представници на осомничените правни лица Global Construction Company, Топометрија Доел Скопје и Инвикта Доел Скопје, со единствена цел пренос на парични средства од Актор АДТ подружница Скопје кон овие правни лице. Така, во повеќе наврати исплаќани се износи од сметките на Актор кон сметките на овие правни лица во вкупен износ од 31 милион 856.811 евра. Според доказниот материјал, потоа, тројца осомничени лица, искористувајќи ги вработените лица во собствените компании и искористувајќи ја трајната основа на работниот однос на вработените, развиле систем на паралелно ангажирање преку фиктивни договори за вршење на услуги и тоа на вработени од Топометрија во Глобал и обратно, при тоа договарајќи нереално висок надоместок за услугата на вработените спрема реалната цена на трудот во дадениот временски период и која што веќе им била исплаќана од правните лица во кои што биле редовно вработени. За илустрација, еден работник без некои посебни квалификации добивал месечни примања од 6 до 7 илјади евра месечно, а некој што имал, кој што бил поквалификуван и двојно повеќе. Постои основано сомнение дека на тој начин во повеќе наврати на 10 редовно вработени лица во Global Construction Company од страна на Топометрија им е исплатен износ од 699.000 евра во денарска противредност, а од сметките на правното лице Global во повеќе наврати на 10 редовно вработени лица во Топометрија е исплатен износ од 1.173.30 евра во денарска противредност, кој што пари веднаш по самата исплата, по претходна најава до филијалата во Неготино за обезбедување на доволно количество на ефективни странски валути, биле конвертирани во странска валута, односно во евра, и во ист момент биле подигнати во готовина од страна на самите вработени, кои што готовински пари биле потоа предавани на една од осомничените во овој предмет, која што понатаму ја прикрива локацијата на готовинските пари. Во меѓувреме, во истиот временски период, од сметките на Актор кон сметките Актор подружница Скопје, кон сметките на Инвикта, искористувајќи ист траен однос, договор за вршење на подизведувачки работи, биле исплатени пари во вкупен износ од околу 3 милиони евра, од кои што околу 580.000 евра веднаш по приливот во готовина му биле исплатени на осомничениот ВС како основач на Инвикта Скопје по основна дивиденда, пошто се прикрива понатамошната локација и движењето на парите.
Оваа истрага е отворена против вкупно 10 физички лица и 4 правни лица, поради постоење на основано сомнение дека се сторени кривични дела злоупотреба на службената положба и овластување и кривично дело перење пари и други приноси од казниво дело од член 23 став 5 од Кривичниот законник.